Добро вечер, почитувани гледачи. Јас сум Милица Джимревска. Вие го следите вториот дневник на К3 телевизија. Еве што издвојуваме. Вејбо работи во регионот. Македонската економија се истакнува во регионот. Берлускони ослободен во аферата со малолетничката. Рилски подобар од Куманово. Советот на општина Куманово денеска ја одржа 35-та седница на која беа разгледани повеќе точки на дневен ред. Како и вообичаено, советниците најбучни беа и овој пат за трошењето на општинските пари, а исто така и интерес предизвика и работењето на Куманово паркинг. Советот на општина Куманово ја одржа 35-та редовна седница на која меѓу 34-те точки на дневен ред беше и квартелен извештај за извршување на буџетот на општина Куманово за четврти квартал од 2014 година. Согласно завршната сметка и годишниот извештај, кварталниот извештај соодветствува со завршната сметка, вели раководителот на секторот за финансии. Општина Куманово има остварено 1 милијарда 240 милиони денари по основ на приходи, што е 90% во однос на оно што е планирано. Го има остварено како приходи од повеќе сметки, почнувајќи од основни собствени до блок дотации, до самофинансирачки активности и до нации, додека на расходната страна реализација 88%, значи тие 2% кои што остануваат се пренесуваат како прилив на средства за наредна 2015 година. Советот на општина Куманово го усвои кварталниот извештај за 2014 година, годишниот финансиски извештај и извештајот за работа за целокупното работење на јавното предпријатие Куманово паркинг. Четвртиот квартал ни беше еден од најдобрите квартален период за работа, што значи дека осаривме најголем приход или најголема разлика добивка во тој период. Координаторот на советничката група Драган Петковски смета дека иако работата на предпријатието е подобрена, сепак недоволно средства се вложуваат во осветлувањата во градот. И во текот на оваа година за таа намена се потрошени скоро 50% од средства во однос на претходната година. Одговор на директорот на ова предпријатие беше тоа е за тоа што оваа година имало избори, па не можеле тендери да се спроведат и така натаму. Меѓутоа избори имаше и 2013 година. На граѓаните на Куманово и покрај тоа што имаше избори, редовно им се наплаќаа сметките за јавно осветлување. Меѓу другото, денеска беше усвоен акциониот план за енергетска ефикасност со кој општината ќе заштеди средства. Се надеваме дека овој акционен план ќе биде применет од страна на локалната самоуправа и дека граѓаните во најскоро време ќе ги осетат тие бенефити. Колку средства се предвидени за овие две мерки? За овие две мерки се предвидени околу 2 милиона и 700 илјади денари. Колку за лед светилки? Па мислам дека околу 1.100.000 илјади денари се за лед светилки. На денешната седница беа разгледани и повеќе детални урбанистички планови. Турско-кинеската групација Вејбо, која ќе инвестира во индустриската зона во општина Ранковце, денеска донираше 295 пакети со облека и обувки за учениците од основното општинско училиште Христијан Тодоровски Карпош во Ранковце. На добротворниот настан присуствуваше и заменик министерот за образование Спиро Ристовски. 300 основци од училиштето Христијан Тодоровски Карпош од општина Ранковце добија пакети со пролетна јакна и по еден пар обувки од турско-кинеската компанија Вејбо. Пакетите во спортската сала на училиштето им ги поделија маркетинг директорот на Вејбо Груп Андреа Висмоше и менаџерот и партнер основач на групацијата Иршат Мустафа Канча, а на настанот присуствуваше и заменик министерот за образование Спиро Ристовски. Донацијата е во рамките на поддршката која тие како компанија ја даваат на образованието и младите воопшто, изјави маркетинг директорот Моше. This our philosophy of the company is not by me or by him. It's the philosophy of the company of donation, school and education, supporting education, not only in Macedonia, Istanbul, Turkey, China,
Cambodia, and here we start first. But this is our philosophy in our company, education supporting by Weibo Group. Еден погон од планираната фабрика веќе започна со работа, а наскоро ќе започнат активностите во индустријската зона во село Петралица, Ранковце, каде е планирано да се вработат 5000 луѓе, информираше еден од основачите на групацијата Иршат Мустафа Канча. Coats and jackets there, and the quality level is more than we expected. And our customers received the first shipments. I'm seeing really good chances for our other investments. Заменик министерот за образование Спиро Ристовски упати благодарност до одговорните на Weibo што како општествено одговорна компанија ги усреќа овие ученици. Покрај тоа што се прикажа како компанија која што исклучително сака да помогне во развојот на целокупната економија во Република Македонија и секако отварањето и обезбедувањето на нови работни места, денеска сме сведоци на еден исклучително значаен, општествено одговорен настан од страна на оваа компанија. Ристовски упати апел и до останатите компании од земјава да го следат овој позитивен пример. Дискриминација на ромите во Куманово е порасната за 35%, велат од Националниот ромски центар. Луѓето се уште имаат предрасуди кон ова група на граѓани и покрај напорите на здруженијата, старата практика продолжува и понатаму. Ивана Младеновска. Постои една група на луѓе која за жал се уште е дискриминирана. Луѓето се уште имаат предрасуди за ромите и нивниот начин на живење, а вистината е дека единствената впечатлива разлика е бојата на кожата. Прашањето е дали им е дадена шанса да покаже дека се рамноправни, бидејќи тие се само обични луѓе кои имаат желба да учат и создаваат. Се прават многу напори против дискриминација на ова малцинство, но и покрај упатени голем број критики и апели од соодветните организации, извештаите од терен покажуваат дека старата практика продолжува и понатамо. Ромските населби не добиваат право да ги остварат сите можности за подобрување на инфраструктурата во нивните населби. Кога се работи за вработување немаме никаков процент на зголемување на вработеноста, дури имаме и намалување на вработеноста. Ако во јавните предпријатија пред се во водовод и чисточа имаше вработување во изминатиот период, сега нема ни таму вработување за роми, бидејќи и воопшто сите граѓани на Куманово се наоѓаат во една многу тешка ситуација. Постојат многу случаи за дискриминација на роми, а тие ќе може да се надминат доколку се превземат одредени мерки. За да се намали дискриминацијата, потребен е диалог. Тој не функционира. А диалогот е всушност кога обичниот граѓанин ќе биде информиран од државните и јавните службеници за нивните права, ќе бидат упатени до вистинските места, а да не лутаат од една канцеларија до друга или од една институција до друга. Според податоците во Куманово е зголемен бројот на азиланти, па така од 6000 роми над 2000 се во странски земји. Општината Липково се наоѓа на 20 минути од Куманово. Жителите од околните села Опае, Оризаре, Отлја, Матејче и Слупчане велат дека многу што им недостасува. Невработеноста, сиромаштијата и бројните инфраструктурни проблеми се нивно секојдневие. Виолета Зафировска. Нови градби на куќи во општината Липково ги има во изобилие, но не е се така убаво како што изгледа. Тамошните жители се жалат на многу работи. Невработеноста и инфраструктурните проблеми се секојдневие на жителите од Матејче, Липково, Оризаре, Опае и Отлја. Нема што да се работи. Младите по цел ден шетаат на улица и седат по кафеани. Ако некогаш земјоделството беше застапено во полнек, сега земјата стои необработена, велат тие. Ништа нема овде, не постои. Ама ништа не постои. Нема ни запослени луѓе, ни нема кој да работи, нема што да једе, те видиш све по улица. Све по улица се шетат. Нема куде, нема шта. Земе имам, али куде да земам, куде да земам пара да говорам. Живееме некако, тешко. По највисне за сега невработување. Тоа е најбитно. По тешки услови се овдека во општина Липково. По земјоделство се работи,
Ама и со земјоделство што производимо ми, тој нема цена, не се продава, например. Вработување нема. Нема, сите по кафани, немат пари, разбираш, идат кои им дават по едно кафе, разбираш. Седнуваат, а без работа сите. Но не е само невработеноста и борбата за екзистенција единствен проблем на овие жители. Инфраструктурните проблеми како неасфалтирани патишта и немање канализациона мрежа се прашање на кои од никого одговор не добиле досега. Има доста недостатци. Па како на пример, те не се уредени на тротоари за деца, за пат, за овие луѓе што пешачат поред патот. Се недостатува, се. Без работа, без ништа, нема ни вода, ни канализација, ни ништа немамо. Години наназад Оризар и Отлја беа најголеми производители на тутун, а денес на нивите расте се, само не тутун. Општината Липково има над 25.000 жители, а најголем дел од нив, дури 90%, се занимаваат со земјоделство. По децениска пауза ќе се истражува локалитетот Костоперска карпа. Средствата се одобрени од Министерството за култура. Раководителот на проектот, археологот Дејан Ѓорѓиевски, најави дека археолошките истражувања ќе бидат насочени кон дефинирање на градбата за која археолозите претпоставуваат дека е ранохристијанска базилика. По деценија пауза повторно започнува археолошките истражувања на локалитетот Костоперска карпа во село Младо на Горичане. Истражувањата, најави раководителот на проектот Дејан Ѓорѓиевски, ќе започнат во април и според првичните истражувања ќе отпочнат на врвот на карпата каде што се претпоставува дека има ранохристијанска базилика. Наша задача е да утврдиме до кои граници се развивал овој град, кој што од секојаш бил сместен на една исклучително важна позиција, на место кај што се сечат два многу важни пата. Тој е едниот пат е оној кој што води од Скопје према Бугарија и денеска води тука, другиот е оној кој што води према Србија, значи према граничниот премин Прохорчински. Се работи за локалитет кој представува повеќе слојно наоѓалиште со евидентирани трагови од живење од енеолитот, па се до турскиот период. Се наоѓа на исклучително поволна позиција, точно на крстопат помеѓу Пчинскиот пат и патот од Скопје кон Бугарија. Турските документи ние знаеме, според дали се тоа легенди, меѓутоа стои запис дека таму постоеле некојаш 40 цркви. Сега се видливи две, целосно видливи, значи од поствизантискиот период, кои што исто така се представителни. Знаеме, рековме за постоење на ранохристијанска базилика и знаеме за уште 3 цркви кои што се наоѓаат таму. Значи не останува уште 34 цркви кои што треба да ги откриеме ако легендата е точна. Меѓутоа не е тоа насоката на истражување, насоката е да се утврди развојот на ова место. Овој локалитет од секогаш привлекувал внимание и кај стручната и кај пошироката јавност. Она што е интересно дека тој во одредени периоди бил некој значаен верски центар и денеска таму на самата карпа, например, има огромна базилика ранохристијанска, која не е дури ни целата раскопана. Значи, стојат 3 цркви таму сега, а 4 се во темели. Значи, на толку мал простор, 7 цркви сепак зборува за, знаете, нешто интересно што се случувало на тој локалитет и тој локалитет со право е ставен под заштита како еден локалитет од прва категорија. Интересот на археолошките истражувања ќе биде насочен кон дефинирање на карактерот на градбата за која се претпоставува дека е ранохристијанска базилика и кон подземна просторија, односно кон утврдување на границите на незиното протегање кон исток. Во музејската поставка има неколку наоѓалишта од тоа подрачје, меѓу кои единствената во светот, уникатната, целосна појасна гарнитура која припаѓала на римски војник од 5 век. Со низ за активности, учениците од Основното општинско училиште Илинден од Крива Паланка ја одбележаа 72 годишнината од Холокаустот на евреите во Македонија во 1943 година. Активностите се во рамките на соработката на училиштето со еврејската заедница во Македонија. Подготви Христина Николовска. Учениците од Основното општинско училиште Илинден со едукативни предавања и символично полагање цвеќе пред спомен паното на Холокаустот на евреите го одбележаа 11 март, денот кога во 1943 година биле депортирани повеќе од 7000 евреи од Скопје, Битола и Штип.
Денеска во нашето училиште ја обележуваме 72-та годишнина од депортацијата на македонските евреи во текот на Втората светска војна. Ноќта помеѓу 10 и 11 март 1943 година од страна на бугарската војска биле депортирани вкупно 7144 евреи, што представувало и почеток на Холокаустот во Македонија. Одбележувањето на овој датум е во рамките на соработката која училиштето ја има со еврејската заедница во Македонија од минатата година. Ова година официјално фактички го отвараме начинот на представување на Холокаустот во Крива Паланка. Затоа ние како представници во североисточниот регион, нашето училиште активно учествува и се надам дека ова година нема да запреме, ќе продолжиме во наредните години. Учениците минатата година го освоија првото место на државниот надпревар за репортажа на тема депортација на евреите во Македонија. Холокауст е термин кој што се користи за систематското убивање на околу 6 милиони евреи во времето на Втората светска војна од страна на нацистичка Германија. Во рамки на соработката, дел од учениците го посетија и меморијалниот центар на Холокаустот на евреите во Македонија, кој се наоѓа во Скопје. Активностите се под менторство на Никола Ѓеоргиевски, наставник по граѓанско образование. Македонската економија бележи најголем раст во споредба со економиите на земјите од Западен Балкан, оцени Меѓународниот монетарен фонд. Растот се должи на добрата фискална политика и големиот број на странски инвестиции во Македонија. Македонската економија расте побрзо од останатите во регионот, а тоа се должи на позитивните мерки од фискалната политика, но и странските директни инвестиции. Ова го изјави шефицата на Меѓународниот монетарен фонд во Македонија Ивана Владакова Холар од извештајот на ММФ за земјите од Западен Балкан на конференцијата 15 години транзиција. Македонија води добра макроекономска политика, имаше простор со фискалната политика да интервенира во време на светска економска криза и со тоа да го стимулира растот, изјави Холар. Како што додава таа, Македонија постигнала успех благодарение на напорите и настојувањата за привлекување странски инвестиции. Во извештајот на ММФ, освен Македонија, се анализираат економиите на Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Србија, Хрватска и Црнагора. Во него стои дека економиите на тие држави значително назадуваат во споредба со поранешните комунистички држави. Македонија и Србија се наведуваат како земји кои имаат најголеми придобивки од отварањето на економиите, а странските директни инвестиции ќе бидат двигателот за намалување на невработеноста. Предизвик за земјите од Западен Балкан во идниот период ќе биде намалувањето на невработеноста, создавање повеќе простор за раст и развој на приватниот сектор, како и одржување на макроекономската стабилност, објаснува Холар. Платите на вработените во администрацијата владата досега ги зголеми за 27%, а за следните 4 години предвидено е нивно зголемување за уште 21,5%. Со ова мерка се подобрува животниот стандард на вработените во администрацијата, како и нивната мотивација за работа. За повеќе од 27% се зголемени платите на вработените во администрацијата во периодот од 2006 до 2014 година. Владата, предводена од Никола Груевски, го изврши покачувањето на платите во неколку наврати изминатите години, а последното покачување беше во октомври 2014 година, кога последен пат платата се зголеми за 4%. Со овие покачувања од повеќе од 27%, вработените во администрацијата добија покачување на платите кое се немаше случано во претходниот период. За следниот 4-годишен период, владата со својата програма има дефинирано дополнително зголемување на платите во јавниот сектор за вкупно 21,5%. Односно, секоја година во октомври вработените во администрацијата треба да земат плата зголемена за 5%. Со оваа програмска мерка, владата уште еднаш го потврдува својот посветен пристап за подобрување на животниот стандард на вработените во администрацијата, што секако ќе ја зголеми нивната мотивираност за попрофесионално извршување на работите. Специјализираната страница за вино и храна Food and Wine ја вброи Македонија меѓу топ 5 вински дестинации кои треба да се посетат. На љубителите на добро и квалитетно вино им се препорачува да ја посетат винаријата Бовин и Попова кула. Food and Wine ја брои Македонија меѓу топ 5 светски дестинации за квалитетно вино што љубителите на храна и вино мора да ги посетат. Во кусиот напис на специјализираната интернет страница за Македонија стои дека освен светските вински дестинации треба да ја посетат и малечката балканска држава која произведува вино од светска класа, без разлика што затоа има добиено мал број на признанија.
На сите посетители им се препорачува да ја посетат првата винарија Бовин, формирана од осамостојувањето на Македонија од 1991 година, како и винаријата Попова кула. Освен Македонија, меѓу топ 5 светски вински дестинации кои треба да се посетат, се најдоа и Валамет, долината во американската сојузна држава Орегон, планинскиот регион на границата меѓу Франција и Швајцарија, областа Седона во Аризона и Португалија, пренесува Мија. Исламската држава објави ново видео со кое го шокира светот. Највисокиот италијански суд го ослободи Берлускони во случајот Рубигейт. За ова и за други настани во сегментот Вести од светот. Исламската држава на интернет објави ново видео на кое се гледа како дете кое има околу 10 години убива израелец осомничен за шпионажа. Видеото трае 13 минути. Според Daily Mail, 19-годишниот араб од источен Ерусалим, Мухамед Саид Исмаел Мусалам, кој бил убиен од детето, бил заробен во Сирија пред 3 месеци, а джихадистите наведуваат дека шпионирал за Израел. Во серија бомбашки напади во Афганистан загинале најмалку 13 луѓе, соопштуваат афганистанските власти. Најсмртоносен бил нападот што се случил врз контролниот пункт во близина на Лашкар Гах, главниот град на провинцијата Хелманд, во кој загинаа 8, а беа ранети 20 на луѓе. Афганистанската војска води борби против талибанските екстремисти во големи делови на Хелманд. 15 на вооружени напаѓачи утрово ограбиле накит вреден милиони долари од 2 безбедносни комбиња на автопат во Франција, изјавил анонимен полициски извор. Напаѓачите ги запреле комбињата, со закана ги извадиле возачите, ги презеле возилата и потоа ги оставиле без вредниот товар на автопатот А6. При тоа никој не бил повреден. Највисокиот италијански суд ја потврди одлуката на апелациониот суд од јули 2014 година со која Берлускони се ослободува од сите обвиненија поднесени против него. По 9-часовното заседавање судиите донеле одлука со која ќе му овозможат на Берлускони да ја задржи значајната улога во италијанската политика. Во аферата Рубигейт, Силвио Берлускони беше осуден првостепено во јуни 2013 година на 7 години затвор и доживотна забрана за вршење на јавни функции заради проституција со малолетничка и злоупотреба на власта. Кошаркарите на Куманово се поразени во првиот надпревар од четвртфиналето од Библ лигата од Рилски спорт со 97-85. Според информациите, причините за поразот се слабата игра во одбраната. Реваншот е за 2 недели во Куманово. Кошаркарите на Куманово се поразени во првиот четвртфинален надпревар од Рилски спорт со 97-85 на гостувањето во Бугарија. Една од причините за поразот е слабата игра во одбраната, особено во првото полувреме кога Куманово прими неверојатни 62 коша. Додека во нападот играта беше многу подобра. За разлика од нашата екипа, бугарскиот состав одигра добро во текот на целиот напревар. Во екипата на Куманово комплименти за одличната игра заслужува расположениот Костовски со учинок од 33 поени, 6 асистенции и 4 скокови. Вукаши Мандич имаше ефект од 18 поени, додека Луковиќ средбата ја зароши со 12 кошеви. Во составот на Рилски спорт блескаше американецот Тейлор со 32 поени, со само 2 промошувања и со удар од поле 15-13. Во Рилски утакмицата беше малце обрнаме внимание на одбраната пред се. Во прво полувреме примеме многу кошеви, прва четвртина 36 и второ полувреме пробаме да стигнаме негде до 10 и после примеме некој кош у последни секунди, уште 2 разлика, негде околу 12. Па мислам дека реално утакмицата играме дома, после 10-12 дена може да се спремиме, да обрнеме повеќе внимание на одбраната, намалиме бројот на кошеви да не примиме. А нападот ни функционираше добро. Сега Куманово влегува во серија на важни напревари, например работнички, потоа како што рековте и Рилски, веројатно и публиката може многу да помогне на овие средби. Па вака сега имаме пред се битна утакмица во сабота, играме со работнички, кој во купот се сретнаме, изгубивме, што не мора да значи. Сега играме дома и доста битна утакмица, направиме брек, ги тепаме фени у гости, што тоа е по нас многу добро. Плюс бот ни е таму, па се надеваме на победа и пуна сала сигурно дека ќе биде, како што знае Куманово да биде пуна сала. Во секој случај, овој пораз не мора да значи ништо, бидејќи следува ремашот во Куманово за 2 недели, каде нашата екипа, уверени сме дека со полна сала може да посекуваното полуфинале.
Меѓународен спорт во сегментот резервиран за овие информации, Лига на шампиони, НБА и можната преселба на Давид Бабунски во Дженова, каде ќе настапува Горан Пандев. Екипата на Реал Мадрид се пласираше во четврт финалето на Лигата на шампионите по трилер мечот на Сантиаго Бернабе и поразот од Шалке од 4-3. Реал одигра уште еден лош меч без разлика на тоа што Кристијано Роналдо постигна 2 гола. Од срамна елиминација ги спаси Икер Касилјас со 2 фантастични интервенции во последните минути од надпреварот. Со двата погодока постигнати на синокешниот дуел против Шалке, најдобриот светски фудбалер Кристијано Роналдо изби на првото место на листата на стрелци на сите времења во европските купови. Португалецот сега има 78 постигнати голови, од кои 75 во Лигата на шампионите, со што се изедначи со Лионел Меси во оваа конкуренција. Шалке стана првиот тим кој во нокаут фазата на Лигата на шампионите успел да постигне 4 голови на Сантиаго Бернабе. А екипата на Порто немаше проблеми во пресметката со Базел, па со убедлива победа од 4-0 обезбеди пласман помеѓу 8-те најдобри во Лигата на шампионите. Вечерва се играат уште 2 реванш дуели од 8 на финалето, Челси со Пари Сен-Жермен и Баерн Минхен против Шахтјор. На 17 март ќе играат Монако против Арсенал и Атлетико Мадрид со Баер Леверкузен, а на 18 март двојките се Барселона против Манчестер Сити и Борусија Дортмунд со Јувентус. Италијанскиот портал Calcio News 24 објави дека следната сезона македонскиот талент и член на Барселона Давид Бабунски би можел да заигра во Серија А. Горан Пандев има договор со Дженова и следната сезона се враќа во Италија. Сепак постои можност овој клуб да настапува со македонски тандем. Имено како што пишува Calcio News 24, младиот македонски репрезентативец Давид Бабунски, кој на 1 март наполни 21 година, од следната сезона би можел да заигра во Серија А. Како негова следна дестинација се споменува токму Дженова, но и клубови како што се Самдорија, Фиорентина и Сасуоло. Бабунски е член на Барселона Б, а иако неколку пати тренираше со првиот тим на каталонците. Сепак тешко е да се верува дека ќе избори место во најдобриот состав на Луис Енрике. Поради тоа челниците на Барселона ќе го убедат Бабунски да замине од тимот на позајмица, а тоа најверојатно ќе биде италијански тим. Екипата на Кливленд, предводена од Леброн Джеймс, оствари нов триумф и со тоа доби предност во однос на конкурентите на втората позиција на исток. Успеа да оствари славје од 127-94 против Далас. Джеймс дуелот го заврши со 27 поени, а солидна помош имаше од Кайри Ирвинг 22 поена и Кевин Лав 21. Инаку за прв пат од својата руки сезона во 2003 година кралот Джеймс настапи без лента на главата. Се чини дека добро му оди без неа, бидејќи со првата асистенција од вкупно 8-те на овој надпревар Леброн Джеймс стана најдобриот асистент во историјата на Кливленд со 4207 асистенции, престигнувајќи го Марк Прайс. Во преостанатите дуели успешни беа Индијана, Њу Орлеанс, Сан Антонио, Јута и Лос Анџелес Лейкерс. Времето во Македонија беше претежно облачно со повремен слаб дожд, на планините снег. Во наредните денови ќе продолжи променливо облачно време со сончеви периоди, но и со услови за слаб локален дожд. Дневната температура ќе има тенденција на благ пораст. Во продолжение метео. Тоа беше се што подготвивме за третиот дневник, почитувани гледачи. Останете на К3 и имајте пријатна вечер.